Климатските промени ќе удрат по џебот на земјоделците. Значително повисока е производствената цена на зеленчокот и овошјето поради големите трошоци кои што ги имаат земјоделците, дури нивните производи стасаат на пазарот. Особено високите температури се најголем предизвик за градинарите од Струмичко, кои мораат да го заштитат сезонското производство од горештините. Да, ние како земјоделски производители во Македонија се соочуваме со доста големи проблематики со овие нови климатски промени, бидејќи еве сведоци сме дека нашиот земјоделски производител е изложен на дополнителни трошоци, тоест да речеме конкретно со амортизација на температурата на површините кои што произведа конкретно под постаничко производство. Од друга страна сигурен сум дека самите климатски фактори ќе допринесат до намалено производство, што значи ќе имаме зголемена цена на тие земјоделски производи. Велко вели дека високите температури можат да донесат и штетници, а доколку стигнат обилни врнежи, растенијата ќе се соочат и со многу болести. Па самата наука вели да и овие зголемени температури без присуство на влага, мислам дека тешко ќе дојде до појава на некои болести, меѓутоа ќе биде присуството на штетниците на инсектите, така да земјоделскиот производител ќе биде изложен од ризик на напади од разни инсекти. Меѓутоа со самото пореметување на времето кога ќе дојде да речеме појава на влажен период, тогаш ако нема претходно превземено заштитни мерки земјоделскиот производител ќе биде изложен на ризик и самите култури кои што ги одгледува ќе бидат изложени за напад од разни болести. Не само полјоделството. Земјоделските експерти предупредуваат дека климатските промени влијаат и во сточарството. Особено треба да се внимава на ширење на заразни болести кај добитокот, што се смета за еден од најголемите предизвици кои што се директна последица на климатските промени. Препораките се производителите и одгледувачите да почнат да се прилагодуваат и промените во начинот на работа да почнат токму од нив, индивидуалните градинари и фармери, со цел да се намали влијанието на климатските фактори.